Во пресред на новата учебна година, советниците од Социјалдемократскиот сојуз, ги посетивме основните и средните општински училишта, чиј што основач е општина Струмица, со цел за утврдување на фактичката состојба и подготвеност на истите за започнување на воспитно-образовниот процес и новата учебна година. Како што знаеме, општина Струмица има доста развиена образовна структура, има 9 основни училишта, 14 подрачни, 3 средни училишта и има доста, воспитно-образовни установи кои што екзистираат, на ова подрачје долго време и знаеме дека има потреба од една континуирана, капитална обнова на истите, доградба, изградба, реконструкција. Знаеме дека исто така ова е во надлежност на Министерството за образование и наука. Во овие капитални инвестиции, барањето, обично овие училишта поднесуваат барање до Министерство за образование и наука и се надевам дека во наредниот период ќе имаме можност да имаме поголем слух и разбирање од Министерство за образование и наука и покрај тоа што училиштата голем дел од своите средства, од самофинансирачките активности, од наменските средства, се разбира со поддршка од буџетот на општина Струмица, започнуваат доста активности и опфати, како што денес сме сведоци на еден поголем опфат во ова средно општинско училиште, тоа е замена на прозорците. Она кој што имавме можност да го видиме, посетувајќи ги општинските и средните училишта, е тоа дека претежно условите се постигнати за започнување на наставната програма. Во однос на уписите, морам да нагласам дека има малку проблем во однос на она кој што го видовме во запишувањето на ученици од турската националност, секој пат каснат малку повеќе. Ќе искористам оваа прилика, како председател на Комисијата за образование, да упатам еден апел да тие побрзаат со уписите. А она кој што морам да го нагласам е тоа дека спрема статистичките податоци, бројот на учениците кој што требаше да биде запишан во прво оделение, оваа година, спрема возраста е значително намален, има тенденција на опаѓање, особено во последните 5 години, што е навистина загрижувачки и што можеме да го поврзиме со фактот дека имаме еден одлив на млади луѓе, млади родители, надвор од земјата. Во однос на условите, активностите кои што се потребни за започнување на наставната програма, тоа се варосување, чистење, одржување на училишните дворови, дезинфекција, дератизација, пополнување на релативно училишните паралелки. Сметаме дека постојат значително задоволувачки услови и се надеваме дека од 1 септември ќе започне успешно да функционира воспитно-образовниот процес во општина Струмица.